1257 склекови за еден час со дополнителни 10 килограми тежина. Подвиг што очекува да биде впишан во Светската книга на рекорди по завршувањето на официјалната верификација. Што е потребно за човек да ги оттурне границите на сопственото тело? Колку се важни силата, техниката и дисциплината, а колку психолошката издржливост? Дали ваков успех се создава во фитнес сала или многу повеќе во сопствената глава? За подготовките, болката, исхраната, ризиците, но и за цената што се плаќа за да се стигне до светски резултат, да си кажеме денеска почитувани со Кристијан Бајовски, македонски спортист кој со својот подвиг деновиве го сврте вниманието на спортската јавност кон себе и сега го очекува официјалното признавање на сопствениот рекорд. Кристијан, добре дојде во студиото на Телма и честитки за подвигот. Добро ве најдов, ви благодарам многу. Поздрав до гледачите на телевизија Телма. Искрено многу се осеќам удобно тука, пријатно. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Се надевам ќе имаме убав разговор. Баш ми е драго што е така. Деновиве, како што кажав и во најавата, спортската јавност зборува за бројка од 1257 склекови. Кога ги тргнеме овие бројки и склековите настрана, кој е Кристијан Бајовски? На почеток, како би се опишал себе си? Кој сум јас? Накратко, јас се бавев карате. Почнав со карате од моите 7 години. Се бавев активно со карате 20 години, кој што активно тренирав. Бев долго време во репрезентација. Во овој случај да го поздравам и мојот тренер Стојан Андриевски, моите другари од карате кои што заедно трениравме, се трудевме. Покасно ми се јави желбата едноставно да се пренасочам и кон овој спорт, калистеникс би го нарекол, во превод тренинзи со сопствена тежина, како згибови, склекови. И едноставно другото се приказна. Се одлучив да вежбам, напредував секој ден и како се јави желбата ова да го направам, не знам, ја не сум уште свесен. Значи, како бившиот каратист станува специјалист за склекови? Така некако? Така, да. Кога почна да се занимаваш, како што рече, со калистеника се вика? Тоа всушност станува збор за спортска дисциплина кога се вежба со сопствената тежина и зошто тоа повеќе те привлече отколку класичен тренинг во фитнес сала или? Па искрено приказната за ова како почнав, тогаш беше карантин кај што имавме онлайн предавања и другарче мој од средна, тогаш јас не вежбав и ми испрати слика, он исто со тоа си имаше бавено со склекови. И мене во тој период мене ми изгледаше онака многу нереално и сакав јас да изгледам како него. И откако што ми испрати сликата, веднаш почнав ја во истиот момент да правам склекови, го прашав он што конкретно вежба. Ми кажа само склекови дека вежбал и во истиот момент почнав и работев секој ден само склекови, година дена. Покасно имав желба да напредувам повеќе и сватив дека само со склекови година дена е малку и треба нешто повеќе. И се другото се едуцирав, истражував, се надоградував и додадав нови вежби, нови варијации. На една фотографија на еден од твоите профили на социјалните мрежи, каде што деновиве примаше честитки, добиваше честитки за подвигот, прочитав дека од човек што не можеше да направи ниту еден склек. Точно. Самиот за себе си го напиша тоа, мислејќи на себе пред неколку години. Пред колку време не можеше да направиш ниту еден склек? Тоа беше точно пред 5 години. Како може каратист да не може да направи ниту еден склек? Добро, сега карате и калистеникс генерално се две различни работи. Веројатно си бил спортски активен. Да, секако, али генерално за овој спорт калистеникс потребно сила за згибови, за склекови, а карате генерално што вежбав, ја бев во ката, кај што се бара повеќе брзина, експлозивност, не се бара толку конкретно сила како што се бара тука. И генерално јас не можев ни 5 склекови да направам и во тој момент ми изгледаше нереално, како се осеќав слаб, онака немотивирачки да кажам. И како што кажав, продолжив секој ден да правам се, да вежбам, ден не пропуштив без тренинг, имав многу мотивација и како минуваше времето, напредував. Добро, од човек што не можел да направи ниту 5 склекови класични. Каде беше најголемиот проблем? Во рацете, во силата генерално, во телото. Во тежината? Да. Во телото? Тешко ми беше премногу и како секој почеток е тежок. И добро, кога ја виде фотографијата што те мотивирала од твојот другар од средно училиште и кога почна да правиш склекови, кога рече не би сакал да бидам човек што не може да направи ниту 5 склекови, па ќе
правам повеќе склекови, дали уште тогаш сонуваше за светски рекорд или сакаше едноставно секој ден да бидеш подобра верзија сами од себе? И тргна со таа мисла, со таа намера. Во тој момент генерално немав ништо во глава дека сум планирал да бидам светски рекордер или да правам таков подвиг. Си почнав онака чисто да изгледам подобро на некој начин, да се хранам здраво, да сум активен. И на почетокот беше така. Покасно како навлегував се повеќе во ова, ми се јавуваше секако желбата за нешто вакво да пробам. Кога прв пат си помисли дека можеш да нападнеш светски рекорд? Дали тоа беше некоја фантазија уште додека тренираше, додека од 5 стаса подготвен да направиш 10 склекови, или во еден момент доаѓа чувството дека навистина си подготвен и сега ќе атакувам на нешто што е светски рекорд? Па искрено за ова размислов сега за брзо беше пред година дена, можеби помалце, каде што ми се јави таа желба за Гинисов рекорд. Се случи така што еден ден решив да правам склекови само и да пробам да направам максимален број на склекови за еден час. Тогаш имаше видео на YouTube кај што еден дечко од Србија, тој е многу спремен и е веќе 3-4 пати Гинисов рекордер во склекови, каде што тој веќе беше спремен и правеше еден тренинг со темпо за оборување на тој Гинисов рекорд, каде што имаше 2000 склекови за еден час. Со тежина или без? Без тежина. Каде што јас го пуштив тоа видео и заедно со него го правев тој тренинг. И искрено го направив поприлично лесно, сега да не кажам. И тука сватив дека ја и без спремање сум до некаде спремен и си решив дека ако се посветам доволно во таа дисциплина и дека ако направам стриктен план за таа цел, би напреднал уште повеќе и тука ми се јави таа едноставно желба и почнав да се спремам и така испадна се. Добро, многумина мисла дека склекот е едноставна вежба, еве кога те гледаме на видеото како ги работиш, и навистина изгледа така, лесно, едноставно. Што не гледаат луѓето кога ќе видат само едно спуштање и подигање на телото со раце? Генерално, што всушност е вистинската тежина на правилно изведен склек? Зборуваме за формата на склекот. Па генерално зборуваме, еве ова видео кога го гледаме личи едноставно и лесно. Што всушност не се гледа, што е позадината на склекот, што луѓето не се забележува, која е тежината? Да, луѓето всушност го гледаат само крајниот резултат. Најтешки се припремите, падовите, жртвата која се спрема за тој рекорд. Искрено сум бил во многу тешки тренинзи, да кажам, за овој рекорд. Сум имал многу размислувања на некој начин да се повлечам, бидејќи било многу екстремно за телото и физичките напори. Исто и ментално е многу тешко. Ајде за се поред ке зборуваме. Зошто прво ја одбра дисциплината токму таа со дополнителни 10 кг тежина, што ја прави оваа дисциплина потешка и по-специфична и по-престижна? Оваа дисциплина ја одбрав бидејќи на сајтот на Гинисовиот рекорд има многу дисциплини кои што се прифатени и искрено имаат преголема бројка кои што и реално се недостижни да се направат со правилна форма и да се направи нешто за тој рекорд. За оваа дисциплина се пријавив бидејќи сметав дека можам да го надминам. Бројката 1208 е стварно импресивна и секоја чест за дечкото кој го има постигнато. Тоа како што рече е спортист од Србија? Србија, така. Добро. Ми делуваше реално дека можам да надминам таа бројка. Генерално за овој рекорд стрикни склекови, кај што се бара да имаме права линија на телото, спуштање со градите да допреме до подот и да заклучуваме скоро целосно горе. Така се бара... Лактот да биде сосема исправен. Да. Не мора скроз, ама да имаме поприлично заклучување. Тоа се правилата од Гинис што ми ги пратија. И плюс од додатна килажа 10 кила е уште потешко, така да... Добро, и сега рековме и во најавата, подвигот е направен и сега тоа видео очекува официјална верификација за да биде рекордот впишан во Гинисовата книга. За каков процес станува збор? Како се аплицира за надпревар на Гинис и кој е патот за да бидеш впишан како рекордер? Па првенствено влегуваме во сајтот на Гинисов World Records. Правиме собствен акаунт. Таму има многу рекорди каде што го тражиме тој рекорд што сакаме да го аплицираме. Аплицираме на самиот рекорд. Од Гинисовата комисија добиваме неколку прашања кои што треба да ги пополниме. При аплицирањето се чека месец до 2 најкасно, во зависност од тоа
каква гужва имаат Гинис, бидејќи се справуваат со многу луѓе и некога се чека многу. И добиваме мейл каде што или ќе ни биде одобрено да го пробаме тој рекорд или не. Доколку ни е одобрено, ни праќаат правила кои што мора да се испочитуваат за време на рекордот, како 2 камери, 2 сведоци за време и за повторување да се бројат. И откако ќе е одобрено, ние имаме право да го пробаме тој рекорд, доколку не е одобрено, треба повторно да аплицираме. Добро, тебе значи ти одобрија? Да, така, ми одобрија мене за рекордот, го снимив, го спакувавме се материјалот и го испративме на Гинисов World Тебе ти Record. беше одобрено и ти постапи стриктно по правилата нивни. Така. Значи организираше 2 камери, 2 сведоци, имаш и публика која те бодреше. Да, така е. И се случи подвигот во неделата на 28. Така е. Се случи во тој еден час или се случи многу месеци претходно? Кога се Во тој еден час. Кога се случува рекордот? Рекордот се случува во неделата, 28. Добро. Јас пред тоа се спремав, каде што правев 40 минути, 50 минути склекови, но никогаш не отидов до 1 сат. Угостив тоа за официјално, најмногу што имав направено за припремите беше 55 минути и 1 час гостив за време на рекордот официјално. Добро, колку часови, јас реков и во најавата, дали рекордот се поставува во сопствената глава или во фитнес салата, онаму каде што се тренира? Еве да те прашам директно, колку часови на ден тренираш? Сега за припремите и склековите како што ги спремав, тренирав сат и пол. 1 час и 30 минути за склековите. Имав и други денови кај што тренирав, кај што ми беше полабаво. Тоа чисто ради активација за да не се изморам за склековите и тренирав 6 пати неделно за припремите. Како изгледа твој просечен ден кога си во фаза на подготовка на рекордот, кога беше во фаза пред 28 јуни и како изгледа генерално сега еве после тоа? Па генерално што се однесува до припремите, искрено исто како што беше за припремите и сега. Знам која храна мене ми одговара, пример, оброк пред тренинг и се да ми е лесна, ништо не експериментирав за време на подготовките или за време на обидот и сега буквално истото ми е и пред припремите и сега. Нема некоја магија, само јак тренинг, добра исхрана, добра хидратација, бидејќи сега е топло, треба многу да се хидрираме, добар одмор, сон пред се. Кога велиш силен тренинг, што подразбира тоа? Колку склекови на ден правиш во просек? Или е наутро кога се будиш? Додека сите, како да кажем, луѓето мијат заби, тебе како мијање заби една рутина во правење склекови, колку ти доаѓа? Има ли некоја таква? Од 50 до 100. 50 од 100 Да. од будење? Да, кога ќе станам обично, не веднаш, али 5 до 10 минути правам 50 до 100, тоа чисто да го активирам Да се телото. расониш? Да се расонам. 50 до 100 склекови, така? Да. Добро. И после? И тоа после си пешачам, ја младен туш, кога си практикувам една рутина. И така, тоа се ми е вовед во делот. Па после се следи главен тренинг и така. Добро, има денови во текот на една седмица кога телото одмара или има ли Да. ден без склекови? Да, секако, тоа е недела кај што целосно одмарам, се трудам да одам во природа, да пешачам, да сум физички активен. Сега не значи ако одмараме целосно дека треба дома да седиме цело време пред монитори, тоа е нешто најлошо што може. Така да и во денот на одмор гледам да биде активен одмор, да си пешачам класика, да си одам во природа, да се дружам со другари и тоа во глобал. Кристијан, што е потешко да се тренира? Силата или издржливоста? Па зависи, али во ова дисциплина издржливост. Дали секој тренинг личи на претходниот, на рекордниот обид или секој тренинг си е различен, има и различни фази на подготовка? Па, Го дизајнираш според да, тренингот ми беше прилагоден стриктно за овој рекорд, кај што од недела во недела секако тој тренинг за склекови го напредував, каде што пример ќе почнам со 30 минути тренинг, наредната недела ќе поместам на 40 минути, па на 45 минути, 50 минути и гледав како движи. Пример, се случи некој тренинг, пример, телото да е изморено, да не може да го поднесе тој напор, па се случува 30 минути да не ги направам, да се деси кикс едноставно, па ќе земам некој ден одмор, кога мислам на одмор полабави тренинзи, вежбам, но помал интензитет. Па таа недела што се десило киксот, да кажам, повторно ќе повториме таа недела со 30 минути, дури не се успеа тие 30 минути, нема напредок на самиот тренинг.
Од онаа фаза од пред 5 години кога не можеше 5 склека да направиш и тргна со 10, 20, 50, 50 склекови, колку време ти требаше за да сватиш самиот да си сватиш самиот на себе дека не тренираш само мускули, туку целосно организам, дека не станува збор само за тренинг на бицепс, трицепс, гради, туку Тоа покасно искрено се случи, бидејќи јас кога почнав бев многу мал и мислам дека од како почнав 2-3 години ми треба да сватам дека тренингот не е само за изглед, не е само ајде да направиме склекови, туку го менја целокупниот начин на размислување на човекот во позитивна смисла. Така да мене искрено спортот ова генерално ми помогна многу, ме смени во целост како личност, во размислување, во карактер да кажам. Така да на секого му препорачувам да се бави со некоја физичка активност, не мора да е овој спорт као склекови, згибови, да си најде некоја активност што не го исполнува и едноставно да бидеме физички активни, колку можеме повеќе. Добро, спомна дека си исхраната си ја прилагодил, сега едеш само храна што ти одговара. Што имаше нешто што мораше целосно да исфрлиш од менито или што значи тоа прилагодување на исхраната? Генерално јас се хранам целосно здраво, избегнувам брза храна, прости шеќери како благо, газирани сокови. Јас сум човек што се храни цело време така и кога ќе си дозволам и некад изедам нешто надвор од планот, ја пак повторно си се држам за планот, вода, веќе сокови не ни ми бара телото. Така да генерално јас сум цело време на оваа исхрана и за време на припремите и сега, така да не правев ништо експерименти, да кажам, нешто што не ми одговара. Дали во процесот на подготовка за рекордот и при поставувањето варираше телесната тежина, се губи, се добива? Така е, за припремите одев во калориски дефицит, тоа минимално, каде што целта ми беше барем 3 до 4 кила во процент на масти да изгубам, со цел да си олеснам на склековите, бидејќи склековите беа со плюс 10 кила. И тоа се случи, постигнав супер, енергијата ми беше топ, се беше како што сакав и се случи тоа што се Добро, случи. дали еден ваков обид се прави под медицински надзор? Дали се потребни претходно медицински прегледи или предупредувања дека некој дел од телото може да страда при интензивен напор од 1 час на правење на изведување на толков број на склекови? Да, генерално може за време на обидот да се присуствува од медицина со цел, не дај Боже, да се случи некаков лош ефект. Тоа генерално од Гинис го нема како правило дека мора тоа да се испочитува, али секако се е тоа плюс и Ти медицински проверки, да. И медицински проверки пред тоа и како што кажав за време на рекордот се е тоа плюс и Те предупредија што може да биде најголем здравствен ризик? Не. Искрено јас Кој дел од телото е најоптоварен? во дисциплина склекови градите се највеќе оптоварени, трицепсот, рацете и рамото, али највеќе градите трпат притисок, така да и генерално јас искрено самиот сум свесен за подвигот, самиот сум свесен која е тежината на сето тоа и генерално и го слушав и моето тело како се однесува за време на тренизите и сметав дека напорно е, секако не може така да се сруши рекорд. Сметав дека е напорно, знам што ме очекуваше, али пак не беше оние екстремни напори кај што да не можев сега, не знам, склек да направам. Така да се осеќав окей, се беше супер. Добро, и да се вратиме повторно на 28 јуни, денот кога го направи подвигот. Што беше потешко во часовите пред тоа, да го убедиш телото или умот дека тоа е возможно? Умот. Генерално јас не се плашев толку за склековите, бидејќи, како што кажав, ги имав пред тоа правено. Сепак обрнив повеќе внимание на камерите да бидат се добро поставени, аголо да биде добро поставени, да нема прекини на камерите, да се гледа се јасно и чисто како што бараат самиот Гинис. Искрено, склековите ми беа тешки секако, али успеав да ги... Што прво попушта? Градите, трицепс, рамена? Се доаѓа момент на каде што почнуваш да чувствуваш болка во некој дел од телото? Тоа се случува, секако се случува дека некаде на 40 минута, 50 веќе при крајот, буквално испаѓа ментална борба, физичка борба исто. Сега како ментална борба, бидејќи јас имав телефон до мене кој што ми мереше серии кај што требаше да правам и ме предупредуваше на секоја серија.
И како што гледам дека се приближува крајот и се ментално веќе олабавуваш и телото попушта, се ближи крајот и буквално се станува тешко кога станува уште И малку. кога телото вели не можам веќе, кој е разговорот што го водиш самиот со себе за да обстоиш до крај? Искрено, кога се случуваат тие работи, ми текнува на многу поддржувачи што ме поддржија за овој рекорд. Искрено, голема благодарност до сите, до местото кај што живам, Скопска Црна Гора. Поздрав најмногу до Мирковци, кој што јас сум брутално изненаден колку луѓето ми дадоа поддршка, ме поддржува, ме мотивира. Искрено во такви моменти ми текнува на поддршката на многу луѓе што ме поддржија. Имаше момент кога се мислиш дека ќе се откажеш? Не. Имаше некоја реченица што постојано си ја повторуваше во глава? Така, имав стих што се молев реално после секоја серија, кој што си го кажував секој стих. После секоја серија тоа го кажував, едноставно се бодрев сами од себе. Ако не се бодриме ние самите себе, џаве се. Колку да сме физички спремни, доколку не сме ментално спремни да се туркаме напред, нема ништо да постигнеме. Сепак 60 минути се големо време, особено за склекови со плюс 10 тежина. Добро, и ако правиш наутро 50 до 100 склекови и после работиш силен тренинг во вежбална, како изгледа подготовката за тој ментален тренинг? Како се станува психички силен до ниво да се собори да се нападне некој рекорд? Добро, ментален тренинг јас генерално практикувам секој сабајле. Тоа се вежби за дишење. Особено правам 15 до 20 минути вежби за дишење. Имам ладен туш секој сабајле. И тоа генерално. Добро, колку за ваков подвиг се важни мускулите, а колку карактерот? Рече, едното без другото не оди, меѓутоа, да, сега што е пресудно? Физичката спремност е секако битна, не може сега некој што не вежба да проба нешто вакво, али физичката спремност секако е битна, но би дал првенство на менталната сила, дека е побитно. Сум имал случаи каде што, како што кажав, 60 минути се долг период, сум имал моменти кај што не ми бил денот, едноставно ментално да не сум фокусиран, да немам фокус на тоа што го правам и телото буквално попушта. Мозокот чим дава сигнал до телото дека едноставно не е тоа и телото само попушта. Имаше ли нешто во тие 60 минути додека ги правеше склековите што научи за себе, а што претходно не го знаеше? Стаса ли до некое ново сознание? Стаса ли до некоја нова визија или Па искрено се чувствував онака, како да кажам, искрено во тој период кога ги правев склековите, не бев ни јас свесен што се случува, бидејќи ово ми е прв обид, не знам дали во Македонија воопшто се случило вако некој обид за Гинисов рекорд. Не бев уште ни самиот свесен што се случува за време на рекордот, бидејќи, како што кажав, професионално се снима, не е обичен ден за тренинг. Тек отпосле сватив, после ден-два од рекордот, како што се случи, кога видов колку луѓе ме објавија на честитки едно друго и буквално сватив за борбеноста од моја страна, жртвата, дисциплината што одлучив и да се спремам за ова и ги завршив припремите како што треба, односно карактер кој што почнав, решив и го завршив. Не се откажав да кажам или повлечам. Кога се договаравме за овој разговор во студиото на Телма во емисијата Да си кажеме, спомнавме дека ќе демонстрираш пред гледачите како се прават склекови, не за да те тестираме, бидејќи ти веќе покажа колку можеш, туку за да покажеш како правилно се изведува склек, но потоа се предоговоривме бидејќи свати на последниот тренинг дека си се уште уморен и дека после тој подвиг треба телото да се одмори неколку дена. Овие денови си во фаза на мирување, малку во фаза на опуштање. Не тренираш? Не, во ова не да почнам да тренирам, но полека, со поголеми паузи, помал интензитет. Сватив дека телото едноставно било во шок и му треба одмор. Постепено сега се враќам во тренинзи со помал интензитет, како што кажав, и полека како минува времето ќе се враќаме во нормала и каде што бе. Добро, каков е твојот впечаток за нивото на спортска култура во Македонија? Колку луѓето што не гледаат тебе, например, разбираат што е тоа калестеника? Дали се уште поголемиот број од гледачите и генерално кога ќе се спомне со што се занимаваш,
мислат дека тоа е повеќе вежбање во парк, вежбање во природа, отколку дисциплина рамна на еден професионален спорт, какви што веќе добива во светот. Генерално овој спорт не беше воопшто застапен во нашата држава. Порано немаше ни паркови, да кажам, за вежбање, каде што единствени паркови беа на Кеј, каде што и тие услови за вежбање не беа баш добри. Сега генерално се направи парк во аеродром, кој што паркот е многу добар, шипките се идеални за квалитетен тренинг. Паркот е габаритен, кога мислам на габарит, дека паркот е голем и можат многу повеќе луѓе да вежбаат одеднаш, пример згибови да прават многу повеќе луѓе, бидејќи има многу справи. Што е предноста од вакво вежбање наместо во фитнес сала? Или да не одам до таму како препорака до младите деца, што може да му даде калистениката на едно дете, а што не може да му даде компјутерот, паметниот телефон или вежбањето во фитнес сала, да речем? Генерално разликата од теретана и нашиот спорт во парк е што ќе си заштедат пари. Теретана треба да се плати чланарина, вежбаме во затворено, тренизите на отворено не ни се потребни никакви средства, само една шипка хоризонтална за згибови, справа за пропаѓање и буквално било какво место може дури во соба дома да вежбаме с клекови, природа, на сонце, така да дружба, секој што преферира, некој сака теретана, некој тренинзи на отворено, али разликата е тоа генерално. Кога ја очекуваш официјалната потврда сега од Гинисовата книга на рекорди? Каква е комуникацијата со нив? Колку време се чека? Во зависност, тоа може да се случи да ми вратат пример за 2 недели, може да се случи за месец до 2. И тогаш ќе бидеш официјален Гинисов рекорд? Па се надевам дека ќе видам. Искрено, ние ги пративме се средено документите и сега само чекаме повратен мејл и тоа е тоа. Ќе видиме кога ќе се случи, кога ќе вратат, ќе објаваме секако. И кога ќе стигне официјалната потврда од таму, што ќе значи тоа за тебе? Дали една лична победа или чувство дека си направил нешто и за Македонија? Секако и лична победа и за Македонија. Искрено, без разлика дали обидот бил успешен или не бил успешен, секој што се труди и сака да напредува, без разлика дали успел, он веќе, да кажем, на некој начин е рекордер, бидејќи со самото појавување он покажува за борбеноста, дисциплината, за карактерот и тоа е генерално. И која е пораката што би сакал да ја испратиш сега од овде на гледачите што не следат, дека и човек што не можел да направи ниту еден склек правилно пред неколку години, докаде, колку далеку може да стаса, така, само со упорност, дисциплина или со нешто повеќе? Искрено, мојот совет е да си најдат физичка активност што нив ги исполнува, без разлика дали е тоа пешачење класично, трчање, теретана, било каков друг спорт, карате, кошарка. Чисто децата особено да почнат да се бават со некаква физичка активност, да припазат малку низ храна, која мислам малку да не биде сега стрикно како мене примерно, да припазат пример на сокови, на брза храна, на некои такви лоши избори. И генерално тоа е мојот совет, бидејќи со секој труд се исплати. Кога се трудиме, трудот мора да се исплати. Генерално еве јас, како што кажавте, почнав со 5 склекови и до кај стигнав, така да верувам дека секој си има потенцијал во себе, само треба да си го открие. Кристијан Бајовски, младо момче од Скопје, не спомнавме колку години имаш, 23 години. Спортист, вежбач, калистеничар или како се нарекуваш. Човек кој направи собствен подвиг, го урна рекордот од соседството и е на само еден чекор тоа да биде верификувано и во Гинисовата книга за рекорди. Ти посакувам многу успех во иднина, со што и да продолжиш да се занимаваш, еве да не израдуваш и со други рекорди. Ви благодарам многу, ви благодарам на поканата. Се надам дека во иднина ќе имаме уште поголеми успеси. Почитувани, вам ви благодарам на вниманието со кое не следите. Останете на Телма и имајте убав ден.